Почитувани, ВМРО за се лаже. Погледнете ја оваа вест позади мене. Оваа вест е од 8.3.2022 година и оваа вест покажува дека кога ВМРО беше опозиција, бара, ветува намалување на акцизите за горивата. Ја добија довербата од граѓаните и ги излажаа граѓаните. Денеска кога се на власт, кога можат да ја намалат акцизата, да ги намалат цените, гледаме дека одбиваат. Иако на светските берзи цената на нафтата се намалува, граѓаните на Македонија плаќаат поскапо гориво. Сите земји во регионот воведоа мерки за ограничување на цените на бензините, само владата на Мицкоски не го направи тоа. Очигледно Мицкоски свесно профитира на грбот на народот. Мицкоски вели најефтино гориво имало во Македонија. А што е со платите? Па проблем е што платите се најниски во Европа и куповната моќ на македонските граѓани е на дното. Тоа е проблемот, нискиот стандард и ниските плати. Да слушнеме сега уште еден став од ВМРО, ДПМН, кога беа во опозиција, токму на оваа тема за која што зборуваме денеска. Економска гледна точка, ако некој сака да спори со ова, може со мене јавно да го дебатираме. Дали е зголемена минималната плата во Република Македонија? Да. Зголемена е од влада на СДСМ. Но она што треба да ги загрижи делот на оној економски тим барем на владата, кој што таков каков што е, со таков економски авторитет каков што има, е генералниот пад на продуктивноста во Република Македонија. Еве, почитувани, слушнавте. Значи, иако признаваат дека СДСМ ја покачи минималната плата, за ВМРО тоа не било доволно. Продуктивноста била проблем. Повторно излажа. Сега се на власт, владата на Мицкоски одбива да ја покачи минималната плата на 600 евра. Излегува Мицкоски и вели хистерија е барањето за повисоки плати. Замислете, со часовници од 60.000 евра, вредни колку 150 минимални плати, Мицкоски ги прави хистерични работниците затоа што бараат минимална плата од 600 евра. Не е хистерија да се бара достоинствена плата. Тоа е борба за достоинствен живот, Мицкоски. Часовници од 60.000 евра. Тоа е хистерија. Сега граѓаните многу добро знаат. Мицкоски и ВМРО лажат буквално за се. Ви благодарам.